Со овие ваши тврдења вие однапред тврдите дека обвинението ќе падне. Тврдите дека нема каузална врска. Ја репродуцирате тезата на одбраната на обвинетите, не на тие кои што седат тука. Јавно го дискредитирате јавното обвинителство. Јавно го дискредитирате јавното обвинителство. Ина, да те подсетам Христијан што збореше за јавното обвинителство и за обвинителите. Дискредитацијата или примерот за дискредитација доаѓа од највисоката извршна функција во држава, а тоа е председател на влада. Колку и да не се согласувам со Апасиев и неговата идеологија и политика, апсолутно е точно дека неиздржано обвинение кое што ќе падне не е во корист на оштетените. Бидејќи ако ово обвинение правено под политички притисок падне, тоа ќе значи дека овие луѓе веќе нема да може да бидат повикани на одговорност, бидејќи за едно дело не се суди два пати, а вие ќе ги ослободите, бидејќи вршевте притисок да се направи вакво ступидно, индолентно и безврска обвинение. Каква е каузалноста помеѓу тоа што некој човек некогаш на деко му направил договор за кирија, каква врска има тој со пожарот пред 12-13 години? Каква врска има тоа што некој полицаец, сообраќаец извршил увид на лице место за да утврди фактичка состојба на доставен елаборат за сообраќајно решение Паркинзи? Каква врска има тоа со пожарот? Пожарот бил внатре, не надвор. Каква врска има со пожарот, не знам, тоа што е фалсификувана исправата? Тоа уште дополнително на вашиот директор на ДП му прави проблем, ама не сте свесни. Ако таа е фалсификувана, а вие година и пол сте биле власт, што не сте ја провериле?